Како Народната банка ги коментира глобалните трговски тензии во светот и колку тие се закана не само за регионот, туку и за земјава? Видете, јас можам да кажам дека веќе еден долг временски период ние се соочуваме со поизразена неизвестност и можам да кажам дека последниве десетина години од почетокот на глобалната економска криза, речиси во секој циклус на макроекономски проекции, ние констатираме и коментираме ризици од надворешното окружување. Но морам да кажам дека во последниве 2 години на мапата на ризици се појавуваат фактори кои што имаат поструктурен, подолгорочен карактер и со тоа секако може да делуваат на потенцијалниот раст на глобалната економија, што е особено важно. Еден од тие фактори се токму и трговските тензии помеѓу две поголеми светски економии, Соединетите Американски држави и Кина, меѓутоа со потенцијални, директни и индиректни ефекти врз поширокото глобално окружување. Токму и трговските тензии се еден од клучните фактори кои што доведоа и до забавување на глобалниот раст. Оваа година тој е оценет на некаде околу 3% и една од причините која што придонесе де факто за надолна корекција на оцените за растот и за ова и за следната година, барем според светскиот економски преглед на Меѓународниот монетарен фонд. Морам да кажам дека многу е тешко да се изолира квантитативниот ефект на глобалните трговски тензии врз глобалната економија. Постои портфолио на симулации, портфолио на модели, би се осврнала на последните оцени на Меѓународниот монетарен фонд како едно поконзистентно, посеопфатно сценарио во кое што се вклучени повеќе предпоставки. Прво, предпоставка за веќе воведените тарифни бариери, второ, вградена предпоставка за најавените трговски бариери, вклучени се и директните ефекти врз глобалната трговија, индиректните ефекти врз довербата, очекувањата на економските субјекти, но особено важно и потенцијалните ефекти во однос на затегнување на финансиските услови на меѓународните финансиски пазари. Едно вакво сценарио упатува на тоа дека во 2020 година ние би имале помал глобален раст за некаде околу 0,8%, споредено со едно базично сценарио во кое што трговските тензии би отсуствувале. Овие денови сведоци сме на релаксирање на односите помеѓу САД и Кина. Постигната е првата фаза од договорот помеѓу двете земји, но оценам дека неизвестноста се уште е присутна, се уште постои и она што е особено важно, дури и овие трговски тензии да немаат директни ефекти врз глобалната трговија, имаат сериозен ефект врз очекувањата, врз довербата на економските субјекти, делуваат на воздржаност и од потрошувачка, а особено важно и од нови инвестиции. И ова не треба да не зачуди, бидејќи ова е сосема поразличен контекст, поредано со она што се случува во последните 3 децении, во кои што гледаме изразено зголемување на либерализацијата, гледаме намалување на тарифните бариери, растечка глобализација. Всушност, податоците на фондот покажуваат дека во последните 3 децении глобалните тарифи се намалени од некаде над 6% на нешто под 3% и тоа е многу важно, бидејќи тоа дава поддршка силна на развој на глобалните синџери во производство, во кои што и како земја исто така и ние сме вклучени. Зошто е тоа битно? Битно е бидејќи една ваква вертикална фрагментација на глобалното производство овозможува голем број на земји во светската трговија да се вклучат во овие глобални синџери на производство, а тоа секако делува на нивната продуктивност и на нивната конкурентност. Морам да кажам дека секоја транзиција назад од еден ваков мултилатерализам кон протекционизам секако неповолно може да делува и врз трошоците на глобалната трговија, и врз неефикасна алокација на производството, а секако да делува и на намалување на продуктивноста и на потенцијалот за раст и конкуренцијата на еден широк периметар на земји. Ова е еден од факторите кои што делува врз забавувањето на растот на глобалната економија. Вториот битен фактор е и понеповолната конјунктура во глобалното производство, особено во автомобилската индустрија, особено потенцирано во Европа, што е комбиниран ефект и на фактори на страната на понудата
и на страната на побарувачката, главно врзани со новите еколошки стандарди во однос на емисијата на штетни гасови, што секако делува на реконфигурација помеѓу понудата и побарувачката и одредена воздржаност во овој сегмент и на едната и на другата страна. Но и покрај ваквиот амбиент и покрај ваквиот глобален контекст, сепак морам да кажам дека оваа година зборуваме за раст на економијата во глобални рамки, 3%. Според последните оцени во следната година, овој раст би се очекува да забрза на 3,4 и потоа да се стабилизира некаде на 3,6%. Ризиците околу ова основно сценарио и натаму се понеповолни, врзани со овие трговски тензии за кои што зборувавме и со процесот на Брекзит, меѓутоа исто така и со потенцијални ранливости кумулирани на меѓународните финансиски пазари, со оглед на тоа што веќе подолг временски период живееме со ниски каматни стапки, кои што секако стимулираат и потрега по приноси и на таков начин можеби делуваат на прекумерно преземање ризици или пак преземање на ризици повеќе од потребното. Ова забавување на моментумот на раст на глобалната економија и грижата дека можеби забавувањето ќе биде на потрајна основа, веќе е видливо, има свој одраз и во одлуките на поголемите централни банки, ФЕД и Европската централна банка. Можам да кажам дека ние подолг временски период дебатиравме околу прашањето кои би биле потенцијалните ефекти од нормализацијата на монетарната политика и во еврозоната и во Соединетите Американски држави, меѓутоа она што се случува е всушност пролонгирање на оваа нормализација. Всушност Федералниот систем на резерви оваа година 3 пати ја намали каматната стапка и со тоа ја прекина нормализацијата, додека Европската централна банка дополнително ја зајакна својата релаксирачка позиција преку намалување на каматната стапка во септември, подлабоко влегување во зоната на негативни каматни стапки, меѓутоа и повторно воведување на квантитативното олеснување, односно откупот на харти од вредност и со тоа дополнителна емисија на ликвидност во системот. Повторно би нагласила дека зборуваме за амбиент во кој што гледаме умерено забавување на растот, мали надолни корекции споредено со она што се очекуваше, например во текот на април оваа година, но не станува збор за ризик од појава на рецесија или глобална економска криза од поголеми размери, која што би можела да има посериозни ефекти врз глобалната економија, меѓутоа секако и врз домашната економија. Така да заклучиме од овој ваш одговор, спомнавте неколку работи, ризици, нормализација, рецесија. Што е она што треба да го знаат стопанствениците, граѓаните во Македонија? Дали ќе се пренесе некаква криза или ќе нема да почувствуваме ништо од овие глобални трговски тензии во светот, не само во Македонија, туку и во Европа, која што е нели еден од најдобрите бизнис партнери на земјава? Видете, за мала и отворена економија, која што има висока трговска отвореност, во просек во последните години некаде околу 120% од БДП, изнесува учеството на извозот и увозот, а воедно и економија во која што финансиската интегрираност континуирано расте, јасно е дека она што се случува на меѓународен план во рамки на меѓународната економија секако може да има одредени ефекти и врз домашната економија. Не би можела во услови на некои поголеми, подрастични влошувања да останеме целосно имуни на ваквите движења. Каналите на пренос се вообичаени, конвенционални би рекла. Првиот е секако трговскиот канал, извозниот сектор кој што е директно изложен на светските пазари. Вториот е финансискиот канал, тој секако се однесува на можноста за променливост поголема во однос на капиталните одливи и приливи во економијата. И третиот би рекла особено важен, каналот на очекувања или довербата и на домашните и на странските економски субјекти, што може да има импликации во повеќе домени. Тековно со оглед на нашата висока изложеност кон германската економија, која што учествува некаде со околу 50% во нашиот вкупен извоз, јасно е дека економските изгледи на германската економија може да делуваат и се една од клучните претпоставки во нашето макроекономско сценарио.
Точно е дека забавува глобалната економија, меѓутоа забавување и одредено успорување на моментумот на раст е присутно и во германската економија и не само во Германија, туку и во еврозоната. Еве според последните оцени на Европската централна банка оваа година се очекува раст во еврозоната околу 1%, следната умерено забрзување на 1,4, потоа 1,6, се уште зборуваме за раст. Меѓутоа, морам да кажам дека станува збор сепак веројатно за одредено привремено забавување и привремено губење на економскиот моментум. Всушност, ако ги погледнете и податоците за пазарот на труд и во Германија, и во еврозоната, што мислам дека е особено важно да се гледа во контекст на сите економски параметри, на овој пазарен сегмент се забележува и раст на платите и намалување на невработеноста, што јасно покажува дека де факто не постои никаков сигнал за пресврт во економскиот циклус или за влез во рецесија. Ние како Централна банка проблемите главно, барем во однос на германската економија, се лоцирани во производствениот сектор и особено во автомобилската индустрија, нешто што и споменав на почетокот, а е врзано, се надеваме, со привремени фактори кои што креираат одредена воздржаност и на страната на производството, меѓутоа и на страната на потрошувачката. Морам да кажам дека ние редовно како Централна банка ги следиме економските изгледи на сите наши клучни трговски партнери, впрочем и редовно на месечна основа ги комуницираме со јавноста. Во последниот циклус на проекции ние веќе ги вградивме овие оцени за послаб раст на германската економија. Оваа година само половина процентен поен раст, следната умерено забрзување на 0,8, потоа стабилизирање на околу 1%. Значи, овие претпоставки веќе се вградени во нашето макроекономско сценарио и всушност, како што веќе комунициравме, ние веќе претпоставуваме одредено успорување на растот на нашиот извоз во следните 2 години. Но и покрај вака вградените претпоставки, макроекономското сценарио за македонската економија би рекла е бенигно, стабилно, како што веќе знаете, се уште цениме потенцијал за солиден економски раст, меѓутоа и многу важно, цениме стабилна, поволна надворешна позиција со низок дефицит во тековната сметка, умерени капитални приливи и многу важно дополнителна акумулација на девизни резерви, што секако ќе креира дополнителни бафери, на тој начин го зајакнува нашиот капацитет за делување на одредени шокови. Морам да кажам дека и покрај високата поврзаност со германската економија, ние како Централна банка во моментот не цениме дека има некои поизразени ефекти врз нашите економски параметри. Тоа е видливо и преку показателите за економската активност, меѓутоа и преку показателот за извозот. Во првите 10 месеци од оваа година извозот и натаму раста со двоцифрена стапка, близу 11%. Тоа е умерено забавување, меѓутоа е очекувано. Надворешно трговската размена со германската економија продолжува да расте, двоцифрена стапка на раст некаде околу 16%, што е многу слично на просечниот раст на надворешната трговија со Германија во изминатите неколку години. Зошто го потенцирам ова? Го потенцирам бидејќи кога се согледуваат, се ценат ефектите од глобалниот економски амбиент врз домашната економија, во предвид треба да се земаат и некои специфични фактори кои што ценам дека барем на краток рок овозможуваат одредена отпорност, робусност на економијата да ги абсорбира овие промени од надворешното окружување. Кој е тој специфичен фактор за нас? Би рекла дека главно е лоциран во извозниот сектор. Во последните десетина години навистина изразени структурни промени во овој дел, наше поинтензивно вклучување во глобалниот синџир на производство, гледаме влез на нови компании, нивниот потенцијал за раст, капацитет се уште не е искористен, има најави за дополнителни нови инвестиции, влез на нови компании. Се това на некој начин создава определена отпорност, односно остава простор за полесна амортизација на евентуалните шокови од надвор. Ние како Централна банка редовно, грануларно ги следиме движењата во овој сегмент, бидејќи се исклучително важен елемент на извозниот сектор, не само тековните движења, туку и бизнис плановите на дел од овие компании, и можам да кажам дека засега нема некој сигнал кој што би упатувал на некое подраматично
влошување или поизразени ефекти од успорениот раст на германската економија врз македонската економија. Меѓутоа, секако... За момент ве молам, поголемиот дел од странските инвестиции во зоните се дел од автомобилскиот бизнис. Производството на автомобили или од автомобилската индустрија во Германија, рековте дека е проблем. Проблем има и во Соединетите Американски држави, исто со автомобилскиот бизнис. Колку се ставени на удар компаниите, странските компании од овој сектор во земјава? Имаме ли такви информации? Како што споменав, ние редовно, темелно, детално ги следиме перформансите во овој извозен сегмент и она на кое што упатив е дека во суштина ние ги следиме и нивните среднорочни бизнис планови. Барем за сега, од сето она што можеме да го цениме како информација, не постои загриженост или ризик од никаков поголем, подраматичен ефект од случувањата во германската автомобилска индустрија. Веројатно затоа што се уште дел од овие компании имаат простор за дополнително искористување на капацитетите, имаат подолгорочни договори, дел од нив веќе влегуваат во нови инвестиции, барем за сега, на кус рок не би рекла дека можеме да очекуваме некои поизразени, поголеми ефекти. Меѓутоа, видете, ризиците секако постојат во глобални рамки, тоа несомнено е така, не може да се заобиколи. Редовно, детално следиме доколку се појави поголем шок, што би значило тоа пат на активноста, особено во германската економија, или пак ризик дека овие неповолни перформанси би траела подолг временски период, би биле присутни на потрајна основа, секако дека постои одредена можност и за трансмисија на овие шокови. Меѓутоа, ние во текот на октомври излеговме со едно сеопфатно макроекономско сценарио. Споменав дека во ова сценарио се веќе вградени сите претпоставки од надворешното окружување и барем за сега на краток рок цениме дека целокупната макроекономска рамка е стабилна. Кога гледаме во целина Германија и веќе со децени носител на економијата во Европската Унија, колку може и до кога ќе биде столбот? Кои се проценките на глобално ниво да биде столбот на економските политики во еврозоната? Па видете, секако дека со оглед на овие движења кои што се случуваат во германската економија, постои одреден ризик за ребалансирање на економската сцена. За сега не се цени дека ваквите случувања би имале потраен карактер и дека би можеле да придонесат за некоја подрастична реконфигурација во овој сегмент. Меѓутоа, секако станува збор за подолгорочни проекции, стратешки визии, среднорочни текови. Во овој контекст не би можела нешто поконкретно да коментирам. Так, го спомнавме Брекзитот, излегувањето на Велика Британија од Европската Унија. По одржаните парламентарни избори на островото веќе е јасно која ќе биде судбината на британците и кој пат ќе го одат. Еден коментар околу тоа ми треба. Што мислите, кога би излегла сега Британија од еврозоната, колку време ќе и треба по најновите случувања? Видете, прво морам да кажам дека од средината на 2016 година, кога се одржа референдумот во однос на статусот на Велика Британија и незината позиција и излегувањето од Европската Унија, овој фактор, Брекзит процесот, како фактор на ризик е постојано присутен на глобалната економска сцена. Во последниот период, односно во последните неколку денови, како ризик фактор, неговото влијание е помало, меѓутоа не е исклучено. Зошто велам помалку изразено, помало? По парламентарните избори, оно што е јасно е дека најверојатно, полесно, побрзо ќе биде донесена и одобрена одлуката за излез на Велика Британија од Европската Унија. Според аналитичарите, многу е веројатно тоа да се случи некаде на крајот на јануари во 2020 година, пошто би следел процес на преговори и обид да се постигне одреден трговски договор помеѓу Европската Унија и Велика Британија во однос на дефинирање на нови правила на тргување и постигнување на трговски договор кој што ќе значи олесната размена на стоки и услуги помеѓу Велика Британија и Европската Унија. Познавачите, аналитичарите ценат дека периодот на транзиција кој што е поставен за постигнување на трговски договор, а тоа е една година, значи до крајот на 2020 година, е релативно кус временски период
за ваков тип на преговори. Тоа значи дека во еден ваков алгоритам постои повторна веројатност или да се излезе без договор, или сепак овој транзицијски период од една година да биде пролонгиран. Или со други зборови, операционализацијата на Брекзитот се уште е неизвестна и оттаму како фактор на ризик, иако со помало влијание, сепак постои. Што би изгубиле британците, што би се пререало од другата страна? Што би бил штетен договор за нив, што потоа би се одразило и на останатите земји кои што соработуваат со нив? Па видете, има ли такви анализи некои? Видете, јас не би можела конкретно да референцирам на никакви бројки, меѓутоа јасно е зашто се прават овие обиди за постигнување на трговски договор кој што ќе дефинираат правила на тргување помеѓу Велика Британија и Европската Унија. Целта на ваквиот договор е да се олесни размената на стоки и услуги и да се намалат трошоците на тргување помеѓу едната и другата економија. Се што би значила трговска бариера, дополнително оптоварување на меѓусебната размена на стоки и услуги помеѓу Европската Унија и Велика Британија, јасно е дека би било загуба во однос на економскиот раст и одржливоста на економскиот раст и во едната и во другата економија. Вице-гувернер, ќе да го заокружиме овој разговор со последното прашање, се вратиме дома, односно на монетарните инструменти кои што ги има државата, кои што ги има Народната банка, како постапува или која е превентивата на Народната банка во случај на сигнали на некои глобални ризици? Видете, расположливиот монетарен инструментариум е добро познат. Каква ќе биде реакцијата на Централната банка секако зависи од оцената на големината на ефектите од евентуално подрастично влошување на надворишниот амбиент. Морам да потенцирам дека во услови на стратегија на стабилен девизен курс на денарот, фокусот секако е во овој сегмент и реакцијата инструментариумот во голема мера, како и досега, де факто ќе биде условен од тоа дали постојат или не постојат притисоци врз девизните резерви и врз девизниот курс. Морам да потенцирам дека во последниве 4 години ние забележуваме континуиран раст на девизните резерви и интервенции на Народната банка со откуп на девизи на девизниот пазар. Што тоа значи? Тоа значи дека економијата има доволно потенцијал да генерира девизен прилив кој што може да биде абсорбиран преку интервенции на Централната банка и раст на девизните резерви, кои што според сите показатели за адекватност се наоѓаат во комфортна зона. Всушност, во последниве неколку години би рекла на еден природен начин ги надополнуваме, односно ги зголемуваме девизните резерви. И оттаму со оглед на баферите кои што постојат, со оглед на комфорот, јасно е дека девизните резерви како еден би рекла од инструментариумот, како дел од инструментариумот е елемент, алатка преку која што може да се делува на евентуално намалување на потенцијалните притисоци. Меѓутоа, секако во инструментариумот на Централната банка постојат повеќе инструменти, каматната стапка на основниот монетарен инструмент, на благајничките записи, на расположливите депозити, расположливите кредити, задолжителната резерва која што исто така може да се менува и да се диференцира помеѓу задолжителна резерва во домашна и во странска валута. Преку промената во сите овие инструменти, секако дека Централната банка може да делува и врз довербата, и врз очекувањата на економските субјекти и нивните преференции за располагање со странска или со домашна валута. На располагање и макропрудентниот инструментариум, кој што е особено важен, бидејќи преку него може таргетирано, селективно да се делува, да се адресираат одредени поспецифични ризици во рамки на банкарскиот сектор. Всушност можам да кажам дека ова е инструментариумот кој што и во минатото беше активно користен и се користи од страна на Централната банка за да се делува на евентуални промени кои што делуваат врз домашната економија и секако да се стабилизираат економските текови. Така, кога ја свртавме сега топката што се вели на наша страна, морам да ве прашам да го искористам и вашето присуство околу задолженоста. Како гледате на задолженоста на земјава и до каде можеме да одиме со темпото? Видете, јас би се фокусирала овде на надворишната задолженост, пред се левериџот на домашната економија во однос на надворишниот долг, кој што гравитира некаде околу 70% од бруто домашниот производ и точно е дека во последниве десетина години, па и повеќе, постои одредена тенденција на раст.
Во голем број на показатели, односно голем број на показатели покажуваат дека ние се уште сме во зоната на ниска или умерена задолженост. Само еден од показателите, тоа е учеството на долгот во бруто домашниот производ, дава одреден сигнал дека постои малку повисока надворешна задолженост. Меѓутоа, еве јас би сакала да искористам приликата и да упатам на тоа дека не е доволно секогаш да се гледаат само агрегатните бројки, туку мора да одиме малку поаналитички и погрануларно. И она што можеме да го видиме во надворешната задолженост на економијата е следново. Во голем дел, во последниве години, растот на задолженоста е резултат на порастот на така нареченото меѓукомпаниско задолжување, кое што е дел од странските директни инвестиции и еден природен начин на финансирање на домашните компании во странска собственост. Тоа е едниот канал. Вториот, исто така важен, се трговските кредити на приватниот сектор, кои што всушност значат инструмент за финансирање на надворешно трговската размена. Ова се две компоненти кои што имаат високо учество во надворешниот долг, меѓутоа се компоненти кои што даваат една флексибилна структура и секако во голема мера упатуваат на многу помала, би рекла, ефективна задолженост надворешна во однос на она што го покажува самиот показател за учеството на надворешниот долг во бруто домашниот производ. Така да, ако можам сумирано да кажам, иако постои одредено нагорно поместување во однос на надворешната задолженост, структурно гледано се забележуваат позитивни поместувања и засега како аналитичари, како Централна банка не цениме дека постои потреба од некоја загриженост во однос на ова прашање. Јас ви благодарам за времето. Ви благодарам и вам.